поединец е посебен на свој начин и секој заслужува еднаква шанса и можност за остварување на своите права. Колку овие права се остваруваат, разговараме во студиото со мојата гостинка. Добар ден и добре дојде Елена Кочовска од Сдруженијето за попреченост и правда Зета. Како сте? Добре сум, благодарам за поканата. Ја слушнавме изјавата за настојувањата на новоформираниот состав на интерпартиската парламентарна група за проблемите поврзани со лицата со хендикеп. Па еве, на почетокот би сакала првото прашање да биде која е вашата главна цел и каква е вашата стратегија во однос на работата поврзана со лицата со попреченост? Па добро, како Сдружение за попреченост и правда Зета има мисија всушност да работи на унапредување на правата на граѓаните со попреченост, воедно да промовира правото за независен живот, кое што е пак испреплетено со остварување на граѓанските и политичките права на граѓаните со и без попреченост. Иако настојувањата на новоформираниот состав на интерпартиската парламентарна група се поголема институционална видливост на оваа група во собранието, со тој побрзо решавање на суштинските проблеми на хендикепираните лица. Моето прашање ќе биде колку декларативните заложби се применуваат во реалност и колку всушност општеството е подготвено да се покаже на терен во решавање на овие проблеми на лицата со хендикеп. Па интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со попреченост ова година се формира како 8-ми состав, постои од 2003 година. И во тој контекст пратениците во сите изминати состави дава и вложуваа напори за правата или обврските кои што ги има ова држава по однос на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост да бидат вградени во законодавната рамка. Секако дека тоа не оди многу лесно, затоа што мора да признаеме дека ние како држава Македонија се уште се соочува со најголемата бариера, а тоа е свеста за препознавање и прифаќање на нашата попреченост како дел од човековата разноликост. Ние ден денес и покрај тоа што пратениците имаат застапувано и лобирано да дел од обврските од пристапноста бидат имплементирани во законодавната рамка, тие обврски воопшто гледаме и секојдневно дека воопшто не се применуваат, што е пак надлежност на извршната судската власт, на новинарите, на медиумите и така натаму. Значи, пратениците си ја завршиле работата, но институциите на секој едно ниво имаат комплетно подвалено во исполнување на обврските. Значи, не е ова желба некој нешто да направи за лицата со попреченост, за нашата заедница, туку станува збор за обврска. И таа обврска мора секој еден и поединец и институција да ја има во предвид, ако сакаме да правиме праведно општество каде што и ние како граѓани со попреченост ќе може да ги уживаме своите права, да ги уживаме човековите права. Дотолку повеќе што не треба да се занемари, и треба да се има во предвид дека мојата заедница, односно заедницата со попреченост, сочинува скоро 20 до 30% од нашата држава. Значи 30% како заедница, кој што има своји карактеристики, со своја препознатливост, своја културен идентитет, за жал е целосно исклучена од сите општествени политички збиднувања. Рековте дека сте задоволни од работата на пратениците и нивното настојување, што е можно повеќе нели да се направи во рамки на остварување на правата на лицата со хендикеп, затајуваат институциите, но затоа еве гласно ќе говориме за овие проблеми и ќе се обидеме што е можно повеќе да влијаеме на институциите да ги превземат соодветните обврски кои што им се дадени. Меѓутоа морам да ве прашам колку е учеството на лицата со попреченост во политичките партии, со тоа и во парламентот? За жал, како најголемо малцинство во нашава држава, нашата застапеност во политичките кругови е најмалку застапено и најневидливо можеби. И покрај тоа што во последните неколку кругови на председателските, на локалните избори, па дури и за парламентарните, имаме срамежливо појавување на одредени лица со попреченост, кои што се мотивирани од самите политички партии да се вклучат. Па така да на локалните избори имаме за прв пат жена со попреченост, која што е председател на Советот на општина Струга, жена со физичка попреченост. Имаме во некои
општини и во советите лица со попреченост, меѓутоа тоа е толку многу срамежливо што дури не е заприметливо. И покрај тоа што врската на политичките партии на нашата држава е токму тоа да обезбедат не вклучување на лицата со попреченост само во политичкиот живот, туку да седат на масата и заедно со заедницата без попреченост да ги носат сите одлуки, не само за прашањето на попреченост, туку и за сите одлуки, политички одлуки кои што ги засегаат сите граѓани со или без попреченост. Меѓутоа не можеме да кажеме дека пак од аспект на конвенцијата и да кажеме дека имаме некоја голема застапеност. Треба допрва да се работи и со политичките партии, и со медиумите, но и со извршната, и со судската власт за што е можно поголема наша застапеност, затоа што ако одиме со правична застапеност на заедниците во нашата држава, би требало сите врати да бидат отворени за оваа заедница, која што веламе е најголема во однос на другите. Споменавте бројки, а всушност се проценува дека во Македонија 20% се лица со инвалидитет. Здравствената и социјалната заштита на лицата со посебни потреби треба да има значајно место во секое организирано општество, како што треба да биде нели нашето општество, не само од социјален и хуманитарен аспект, туку и од економски причини. Вклучувањето на лицата со попреченост е суштински услов пред се за почитување и на човековите права, одржливиот развој, мирот и безбедноста. Толку многу аспекти од животот се од суштинско значење за подобрување и унапредување на животот на лицата со хендикеп. Па токму така, повторно, социјалната сигурност и здравствената заштита, дури и во самата конвенција која ќе видите, се наоѓаат при крајот. Акцентот е ставен на остварување на правото за независен живот, кој што всушност како хибридно право ги инкорпорира и граѓанските и политичките права и економските и социјалните. И несомнено, дури на ова година и на глобално ниво, како тема која што е избрана да се дискутира по 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, но и меѓународниот ден за човекови права е лидерството и застапеноста на лицата со попреченост. Затоа што обврската е дека не може да правите никаква одлука и никакво дело да правите доколку активно не ги вклучите самите лица со попреченост. Не нашите родители, не давателите на услуги, не различни профили кои што треба да даваат поддршка кон сите граѓани со или без попреченост. Активната застапеност и вклученост на лицата со попреченост во сите сфери е клучниот момент доколку сакате да како го кажавте, тоа да бидеме хуманитарна, односно да имаме хуманитарна црква. Тоа не може да се оствари без ние активно да бидеме дел од во целокупниот систем. И заради тоа и нашите напори, и како индивидуи со попреченост, но и како организации, бараме наше активно вклучување, но не да влезиме само во дворовите. Туку повторно велам да седиме и да ги креираме политиките и ние да ги спроведуваме и да ги мониторираме. Без тоа, социјалната сигурност не може да биде обезбедена. Без тоа, здравствената заштита не може да биде обезбедена и без тоа, идните хуманитарни кризи, доколку ги имаме, нема да бидат во согласност со принципите за човекови права и повторно, како што беше во ковид ситуацијата, заедницата со попреченост ќе ви биде комплетно изоставена. Споменавте, утре, 3 декември, се одбележува Меѓународниот ден на лицата со попреченост и токму пред овој ден, денеска, еве, оваа емисија ја посветуваме на лицата со попреченост. Меѓутоа, веднаш се наметнува и прашањето во пресрет на 3 декември. Дали лицата со попреченост во државата и денеска се соочуваат со голем број предрасуди, маргинализација и дискриминација? Или вам лично, што најмногу ви пречи и ви недостасува, за да можете нормално да функционирате и да ги имате истите права како сите во оваа општество? Факт е дека мојата заедницата со попреченост генерално е или сме граѓани некако од втор ред. Дури било која лице со попреченост да прашате, ќе ви го каже истото, дека ова држава за жал се уште ги нема обезбедено условите за наше активно вклучување во сите сфери, во сите општествени текови. За жал стигмата, блеизмот е премногу застапен и дури отворено веќе се зборува за
можем да кажам и директна и омраза кон лицата со попреченост, меѓутоа тоа сепак варира во зависност од местата и областите. Имаме доста многу за работа. 3 декември треба да ни биде само подсетник по основа колку сме направиле или што кој колку ги извршило врските од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. Меѓутоа имаме доста работа затоа што факт е дека многу е поголема дискриминацијата кон заедницата со попреченост и покрај тоа што ако правиме споредба од пред 10 години повеќе се зборува за лицата со попреченост, но и степенот на дискриминација е поголем кон нас од страна на заедницата без попреченост. Убаво кажавте, 3 декември само да биде подсетник што досега сме направила, инаку треба да се работи континуирано секој ден во текот на годината за унапредување на можностите и постигнување постигнување на еднаквост на сите овие припадници на вашата заедница и секако она што генерално треба да го истакнеме, треба сите заедно да се избориме за инклузивност и интеграција на лицата со попреченост во секој аспект од животот, дали станува за политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот, затоа што впрочем и вие навистина многу можете да придонесете и за собствено унапредување на вашиот живот, но и унапредување на сите сегменти на животот во целото општество. Токму така, за да имаме независен и самостоен живот како и останатите граѓани без попреченост, неопходни се сериозни системски промени кои мора да бидат направени не само на национално ниво, туку и на локално ниво, за да имаме инклузивна еднаквост, би рекла, имајќи во предвид, каде што при тоа треба да се земе во предвид интерсекцијската природа, за да не делуваме еднодимензионално во однос на различни заштитни идентитетски карактеристики, кој што пак за жал е нешто пракса во нашата држава. И едно од клучните прашања или клучните сегменти кога говориме за правата на лицата со попреченост е не само што може општеството, институциите да направат за овие лица, туку колку овие лица самите се свесни за правата кои што ги имаат и соодветно на тоа и да реагираат и да ги бараат од соодветните институции. Па лицата со попреченост се свесни. Проблемот е тоа што центрите на мојки имаат создадена блистична средина, каде што ни една област не е пристапна. Така. Значи, не дека на лицата со попреченост не знаат каде да се обратат. Ви имате 99% од судовите воопшто не ви се пристапни физички. Так. И покрај тоа што остварувањето на правото на пристапност не опфаќа само физичката пристапност, ја опфаќа информатичката, технолошката, комуникациите и така натаму, навигацијата. Кога имате адвокати кои што се уште не се свесни за обврските од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, тогаш како ние да очекуваме дека адвокатите ќе ги бранат нашите права? Така. Кога имаме се уште декларативно или можеби декларации кои што промовираат медицински модел кон заедницата со попреченост, не може да одиме напред. Инклузивната еднаквост бара комплетна системска промена и промена на постоечките општествени вредности, каде што прашањето или оневозможеноста ќе биде препознаена како дел од човековата разноликост, каде што сите центри на мој ќе го промовираат идентитетот на заедницата со попреченост, каде што знаковниот јазик ќе ви стане официјален јазик, каде што брајевото писмо ќе ви биде официјално брајево писмо и каде што 30% од сите центри на мој ќе бидат отстапени на најголемата заедница во државата, бидејќи тоа е принципот по кој што е воспоставена нашата демократија. Денеска отворивме многу прашања кои што наметнуваат голем број на проблеми и предизвици со кои што се соочува заедницата на лицата со попреченост. Се надеваме дека сето ова што денеска го кажавме ќе допре до надлежните институции, ќе имате доволно храброст, сила, но и поддршка да ги реализирате сите барања кои што се однесуваат на искористување на вашите права. Ви благодарам многу, инаку ние немаме барање. Барањето е едно. Конвенцијата за правата на лицата со попреченост треба да стане реалност и секој еден чинител, вклучувајќи ги и медиумите, треба повеќе да зборуваат за Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, затоа што таа наметнува обврски за сите. Ние нема што да бараме, Македонија ратификувала Конвенцијата и таа е дел од нашето секојдневие.
упативте одлични пораки во овој разговор. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и се надевам ќе имаме и друга прилика. Ви благодарам вас на поканата.